Почитувана председателка, почитувани колеги, почитувана јавност. Буџет 2025 година. Буџет кој ќе значи реализирање на дадените ветувања, буџет кој ќе значи надеж за сите оние кои веруваат во Македонија, а многу веруваат во Македонија. Овој буџет значи фискална консолидација и фискална одржливост. Овој буџет значи повисоки пензии и повисоки плати. Овој буџет значи надеж за Македонија. Но, пред да зборуваме за надежта и од каде овие финансии ќе се најдат и зошто до сега ги немало, морам да ви дадам едно мое лично видување за истиот, заради тоа што јас не сум економист и ги гледам многу поедноставно работите. Како професор морам да ви кажам дека да, надеж дека ќе се обезбедат средства во буџетот 2025 година има, заради тоа што имаме ветувања дека ќе имаме борба со сивата економија. Имаме ветувања, а и резултатите ги видовме од она што се случува во управата за јавни приходи, каде бројот или средствата се зголемуваат. Имаме надеж од она што го гледаме и што се случува во царинската управа, каде споредбено со минатите години финансиите кои се слеваат во буџетот на Република Македонија се значително многу поголеми. Одговорно трошење на државните, на народните пари е една од алатките која мора и е неопходно да се почитуваат. Дисциплинирана потрошувачка. Дисциплинирана потрошувачка е неопходно. Ако ние во семејството го правиме тоа, мора и во државата истото да се прави. Тоа се народни пари и ние не смееме да ги злоупотребуваме. Од она што можам и морам да го кажам е тоа дека ќе има ефикасност и ефективност на јавните расходи. Капитални инвестиции е онаа надеж која ни влева за буџетот во 2025 година. Зошто капитални инвестиции спомнувам? Заради тоа што капиталните инвестиции ќе се реализираат. Нема за истите да се плаќаат финансии, да се одлеваат милиони евра од буџетот заради нереализирање или неповлекување на средства од кредити кои претходно биле земани. Неработењето дава и последици во секојдневието на граѓаните. Она што треба да знаеме сите, дека со оваа ново настаната ситуација во Македонија, со овој буџет кој влева надеж за сите, е дека ќе имаме непречено функционирање на институциите. Поддршка ќе има, исто така и на иновациите, ќе има поддршка и за социјално ранливите категории. Ќе има поддршка и на времена исплата на субвенциите во земјоделството. Подобри здравствени услуги, инвестиции во образованието. Но кога сум веќе кај образованието, сакам накратко да се задржам во делот за образование и да издвојам за тоа што се ќе биде издвоено во буџетот во делот на образование. Повисоките плати за наставниците се реалност. Многу пати слушав за тоа дека не е доволно од сегашната опозиција. Дали е доволно или не е доволно, никој од нас не смее да каже дека е доволно. Секогаш може повеќе, но сега има надеж дека ќе може повеќе. Она што секогаш кога зборувам за финансии, иако не сум експерт во финансии, сакам да ја напоменам куповната моќ на луѓето. Едно е ние да се пофалуваме со одредени зголемувања на платите, но мораме да направиме споредба за тоа каква е куповната моќ на граѓаните. Јас ќе дадам еден конкретен пример. Ако платите се зголемиле за 50%, а не е така, куповната моќ на граѓаните се намалила за 100%. Да не земам примери од секојдневието, од она што значи 1 литар зејтин, колку бил пред неколку години, колку е денес. И да се зголемуваат платите, да, но исто така да се одржува куповната моќ на граѓаните. Повисоки плати за наставниците, значи, повисоки плати во високото образование.
За финансиска поддршка на учениците во буџетот 2025 година навремено ќе се издвојуваат средства. Во буџетот 2025 година се издвојуваат исто така за стипендии, навремено да бидат истите исплаќани. За парични награди. Какви се тие парични награди? Многу ученици имавме кои ни го обелуваа образот надвор од Македонија, кои со гордост ги пречекувавме овде, ама истите тие и нивните ментори не беа наградувани. Зошто? Заради тоа што се работеше недомакински, неодговорно со буџетот во Министерството за образование и тие не ги добиваа своите заслужени награди. Тоа нема да биде причина, тоа нема да биде, се извинувам, ситуација во 2025 година, затоа што се обезбедени средства за парични награди. Конечно учениците и менторите да ја добијат својата награда, да бидат мотивирани, да бидеме поуспешни. За капитални инвестиции во образованието, во соработка со општините и проектот кој значи секоја општина рамноправно, рамномерно да биде застапена, секоја општина во Република Македонија да нема поделби. Тоа ќе значи нови училишта, нови градинки, ново за Македонија. За учебници се издвојуваат средства. Во 2025 година нема да гледаме примери на тоа дека недостасуваат учебници, туку ќе гледаме учебници за секое дете и исто така, конечно да се надмине долгогодишниот јаз за тоа дека нема учебници за странски јазици. Обезбедени средства за 2025 година. За образовните асистенти, навремена исплата, изголемување на бројот на образовни асистенти кои ќе бидат навремено ангажирани. Ама тоа се прави со домакинско и одговорно работење. Одговорен пристап спрема институциите, но исто така и одговорен пристап спрема народните пари. Во 2025 година нема да има високообразовни институции кои ќе делат дипломи како обична хартија. Да, заради тоа што стимулот што значи во државниот просветен инспекторат и контролата која како механизам се има, се е добро организирано и 2025 година и како ќе биде година на еден пресврт и на една подобра иднина и надеж за Република Македонија. Средства за превоз на студенти со цел на нивно непречено функционирање. Но кога морам да напоменам овде и кога ги спомнуваме студентите, исто така и за студентите, она што значи добри студентски домови, она што значи субвенции и поддршка на студентите е нешто што ќе се случува во 2025 година, затоа што одговорно и одржливо имаме однесување со народните пари. Да нема намалување на бројот на ученици е многу битно, почитувани колеги. Изминативе години бројот на ученици во просек се намалувал по 2500 годишно. Тоа значи дека скоро 40% од генерацијата ја губиме. Кој по основ на намален наталитет, а кој по основ на миграции. Миграции во правец на иселување од Македонија. И прашањето е зошто? Или можеби ќе ме прашате, или ќе се запрашате некој од вас, зошто и сега го спомнувам ова во делот на буџетот. И сакам да го спомнам, заради тоа што во овој буџет и за оваа ситуација ние мораме да бидеме сигурни, а сме сигурни, дека во иднина нема да имаме ситуации кои ќе ја прават државата да биде така на таков начин мотивирана за луѓето да сакаат да се иселуваат. Зошто? Заради тоа што ние во Македонија нема да гледаме дека не се почитуваат законите, туку напротив, законите ќе се почитуваат. Нема да ги гледаме сомнежите за добивање на 600.000 евра државни пари за проекти преку невладин сектор. Верувам дека некој од моменталната опозиција ќе се пронајдат во сето ова што ќе го кажувам. Нема да ги гледаме изјави каде се обвинуваат едни со други, дека со умисла се дадени околу
приватизации и ред други работи кои се случувале, посебно со македонски пошти, еве ќе земам како за пример. Оправдување за злоупотреба на европски пари нема да биде состојба во 2025 година, затоа што ќе имаме одговорно и одржливо однесување спрема финансиите. Водење на партиска агенда во работно време нема да биде пример во 2025 година, заради тоа што одговорно и одржливо спрема народните пари. Нема да има злоупотреба на гарантирана минимална помош и социјална пензија. И кога некој од опозицијата обвинуваа предходно дека одредени ставки се намалувале, да, се намалуваат заради тоа што, внимавајте, 2200 корисници на социјална помош во минатото со спојување на системите се пронајдени дека ги злоупотребувале тие финансии и дека нетранспарентно се делеле истите. Па нормално е да се намалува заради тоа што не толку луѓе имаат потреба од социјална помош, како што во минатото било пример да се делат вакви видови на помош на многу луѓе кои не го заслужувале тоа. Нема да има злоупотреба на службена должност за издавање на лични карти и пасоши. На таков начин се оштетува буџетот. Во 2025 година самото одржливо однесување и одговорно однесување спрема народните пари ќе прави состојби во кои вработените во полицијата ќе добиваат награди, а нема да бидат терани истите да прават, да им се врши партизација, да се тераат истите да вршат незаконски действија, да се тераат истите по пајаци да се маваат, да се тераат истите да прават незаконски действија со кои ќе се создаваат услови за големи трагедии како што беше во минатото. Со сето тоа, ова е многу мал дел на кој што не би сакала да говорам повеќе. Со сето тоа во минатото што се случувало, се оштетувал буџетот во Македонија. Затоа буџетот за 2025 година ќе биде буџет кој значи фискална консолидација и фискална одржливост. Буџет кој ќе значи надеж за Македонија заради тоа што ќе имаме одговорно трошење на народните пари. Буџет кој значи создавање услови за подобар живот за сите и да не ни одат генерациите надвор од Македонија. Ви благодарам.